Се наоѓаме пред спомен чешмата на возот Чиро или Киро, кој се наоѓан пред Нова Македонија или поново Министерствата за образование и наука, а на 100 метра од Министерството за здравство. Зошто ја избравме оваа локација? Возот Чиро е прво граден во време на Прва светска војна, што не укажува дека инфраструктурни работи се преземаат и за воени цели, не само за цивилни цели. Друга многу побитна работа е што овој воз е познат како најбавниот воз кој што во 20. век се движел низ Македонија. Се работи за парна локомотива произведена во 1917 година во Германија за потребите на централните сили. Ја обслужувала линијата Скопје-Струга со последна станица во Стручкото шмаруниште. Денес може да се види пред автобуската станица во Кичево. Просечната брзина на пионерското вовче била 8,9 км на час. На нагорнини патниците морале да слегуваат и пак да се качуваат на рамнина, при што од Скопје до Охрид се патувало за 19 часа. Колку и да изгледа ова неверојатно во овој век, сепак ако споредиме со тоа со каква брзина се носат закони, реформи и промени во оваа држава, особено за луѓе што секој ден им е битен, како пациенти, луѓе што се неправедно судени и слично, овој воз е неколкукратно побрз од нив, затоа што за еден ден ја решава работата, овие институции што не можат да ја решат за месеци, а можеби и години. Добра вечер, гледате Свести на гласни идеи. Македонија се повеќе е ветена земја на криминалот, каде вистински криминалци се на слобода, додека пак обичните смртници кои не сгрешиле никому ништо се наоѓаат во затвор. Неделата што измина по кој знае кој пат ја покажа оваа констатација. Во ова издание на Свести отвараме тема која што е заборавена од сите. Да проследиме за што станува збор. А тоа се граѓаните кои за време на полициски час биле затекнати на отворено во екот на пандемијата. Сдруженијата на граѓани кои обезбедуваат бесплатна правна помош во текот на својата работа нотираа голем број случаи на граѓани, особено лица во социјален ризик, самохрани мајки, лица со физичка или ментална попреченост и бездомници кои се соочуваат со затворски казни поради немање средства да ги платат големите парични казни. Голем дел од осудените лица не ги обжалиле пресудите од причина што не ги примиле или пак биле неоки во однос на нивното право да вложат приговор до надлежен суд. Во услови кога се уште нема цврсти докази за ефективноста на полицискиот час во спречување на ширењето на COVID-19, редакцијата на гласни идеи неправдата која им е нанесена на овие граѓани кои се во затвор ја отвори на почетокот на ноември минатата година. Државата заборави на граѓаните со онколошки заболувања, но затоа беше ревностна да понесат одговорност непочитувачите на здравствените прописи за време на епидемијата. Пример, за затекнатите на отворено за време на полициски час, неплатените парични казни од 2000 евра значија 100 дена ефективен затвор. За кривичните дела пренесување заразна болест по член 205 и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија по член 206 од Кривичниот законник на 200 сиромашни граѓани биле или се уште се во затвор. Но почетокот на октомври оваа година, Основниот кривичен суд Скопје 280 неплатени парични казни променил во затворски, од кои 205 лица веќе добиле упатни акти за затворско издржување на казната. Кривичниот суд Скопје изрекол 1223 казни поради неносење на маски, поради непочитување на мерките за изолација и за прекршување на полицискиот час. За профитно ориентираниот економски систем очигледно не е важен човечкиот живот. Со ова не може да се помират пациентите на кои им е дијагностицирана цистична фиброза
генетска болест која има мултисистемско зафаќање, а најкритично се зафатени белите дробови и панкреасот. Квалитетот и квантитетот на живот на овие пациенти зависи директно од државата, односно дали истата ќе ја обезбеди терапијата која е воведена во сите држави во регионот. Во таа насока, барањата на Асоциацијата за цистична фиброза се следните. 1. Право на модулаторна терапија за сите пациенти со цистична фиброза. Државата веднаш да ја воведе по принципот на сите европски и балкански држави, со соодветен план и стратегија за опфаќање на целата популација која е заболена од оваа ретка болест. 2. На клиниката за пулмологија и клиниката за детски болести да се создадат услови за лекување на пациентите според протоколите за лекување на оваа состојба со формирање на стручни тимови и соодветни и стандардизирани услови за хоспитализација. 3. Фондот за здравствено осигурување да обезбеди медицински помагала кои се неопходни за секој пациент во секојдневната терапија. Сепак, државата си има други приоритети очигледно, па оваа терапија според Министерството за здравство и дел од стручната фела била скапа и затоа досега не била набавена, но ќе се направиле напори да се обезбедат средства. Преведено, ова значи дека правото на лек и правото на живот станале привилегија на богатите и снаудливите, односно за оние што може да ја обезбедат цената и логистиката на терапијата од странство. Не може поинаку да се толкува ноншалантноста на Министерството за здравство, што овие луѓе ги принуди на протест. Одговор треба да се разговара во владата. Министерот сам не може да го реши овој проблем, бидејќи се работи за скапа терапија. Треба да се најде начин, да се најдат средства, да се најде фонд за ова. Меѓутоа ќе следуваат разговори во владата и во Министерство за финансии, така да свеста, благодарение и на медиумите за новата терапија, мисламе подигната и дека издружението ќе биде повеќе активно во апелирање на можноста за терапијата, која не е ефтина и затоа е во ова кризно време не е едноставно да се најдат средства. Меѓутоа, правото, да речам, за лекување во услови кога постои таква терапија, посебно за одредена категорија на болни кои се во понапредната фаза на болеста, кој терапијата за нив живот значи, мислам дека не треба да биде пречка ни состојбата во државата, ни финансиите, треба да се изнайде начин да се обезбеди терапијата. Има ли некаков рок до кога да ве известа да најдат решение, нешто? Значи, преговорите не се ни започнати за да зборуваме дека има одреден рок. Професор Фуштич, пред да стигне таа нова современа терапија, дел од пациентите додека бевте на преговори кажа дека и основната, базичната доцни, касни па со месеци се врзани. Искрено протестот го закажавме баш во 5 до 12 и буквално и фигуративно затоа што изминува 5 до 12. Многу од пациентите немаат време да чекаат за терапија и она што нас не иритира како пациенти е тоа што вакви разговори постојано имаме и сме ги водели и постојано сме добивале ветување. Не сме да се случи ни еден живот да биде загубен. Се извинувам јас, меѓутоа ја рушија довербата кон институциите и системот со празните ветувања кои ги даваат постојано. Залагањата за инклузија во општеството станаа девалвирана реченица, која како на расипана плоча ја повторуваат оние кои ја имаат моќта и можноста за промени. Ние имаме право на лек, имаме право на живот. А во духот на празниците кои се иследуваат,
би сакала да кажам дека залудни се сите чествувања на државни и верски празници, ако не го сакате народот како ближниот свој. Браво! И додека државата и собирачите на политички поени си имаат други приоритети, пациентите со цистична фиброза продолжија таму каде што застанаа минатата година, со протест пред клучни институции. Во декември пред Министерството за здравство, а во февруари, односно вчера, одржаа протест пред владата, кој беше масовно поддржан од граѓаните. Да слушнеме дел од говорниците. Фиброза цистике është një sëmundje që nuk zgjedh ku do të strehohet, e cila manifeston pushtetin e saj në mënyrë të padukshme dhe lë gjurmë në pasojat fizike dhe emocionale. Kjo sëmundje nuk njeh gjini, komb, fe apo identitet tjetër. Nuk njeh përcaktime me kënd ndani pikpamjet çfarë të ardhme dëshironi. Pikërisht ky është shkaku pse kërkesat tona kanë peshë shumë të madhe. И допреа до многумина од вас и до многу луѓе кои ја следат постојано нашата борба дека секој живот е важен и секој на различен начин може да придонесе да ја збогати иднината и да биде корисен за општеството со соодветна поддршка од државата. Болеста не е наш единствен идентитет. Сите имаме мноштво на желби и афинитети, полиња во кои може да изразиме нашата креативност. И пак ќе повториме дека ние сме пациенти, не бараме ништо повеќе од тоа што ни следува како здравствена помош и токму затоа сме денес тука да не забележат дека постоиме и дека ни е потребна терапија сега и веднаш. Во октомври најавен беше закон за амнестија, но пратениците никако да седнат и да го изгласаат. А веќе влеговме во 6-тиот месец откако беше најавено носењето на законот. Затворите горат, собранието се чешла. Избраните од граѓаните заборавија на граѓаните. Иако во екот на пандемијата собираа политички поени, плачејќи врз нивната судбина како дистописки слободари, урлајќи ковид диктатура и така натаму. Изгледа единствени криминалци во државава се сиромашните фатени на отворено за време на полициски час, а кои не можеа да ги платат паричните казни. Денес сме тука на протестот на Асоциацијата за цистична фиброза, кои повторно излегува на протест поради тоа што не се оствари ветувањето од владата дека ќе добијат сите пациенти лек, односно лекот Трикафта. Лекот Трикафта е обезбеден за 12 пациенти, меѓутоа не има се уште кои што чекаме, кои што си го бараме, значи нашето право, не бараме ништо да ни се подарува, значи тоа е лек, не бараме некој комодитет или не знам што уште не, и што мора подхитно да се изнајде начин да се обезбеда средства, значи средства, пари има и мора да има, тоа се наши пари.